إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ние биднилахи таала ќе продолжиме со неколку нови поглавија од оваа изворедна книга, таа е Китабу Таухид, книгата на монотеизмот, што монотеизмот е значи задолжност за Аллаховите робови кои го имаа спрема Аллах субханаху ва таала. Сме веќе во поглавието во кој вели авторот баб ет-тесемми би қадил қудат ва нахвихи. Поглавие нарекувањето судија на судиите. Нарекувањето судија на судиите. Ова исто значи вели Шейх Утхемин рахимахуллах и оној кој се нарекуваат владар на владарите. Значи исто влагат во ова поглавие нарекувањето владар на владарите или исто крал на краловите. Значи ова само му припаѓаат ова нарекување и ова опишување само му припаѓаат на Аллах субханаху ва таала. Судија на судите, крал на краловите, владар на владарите. Вели Шейх Утхемин рахимахуллах дека ова може да биде да човекот самиот себе си да се наречит, или па некој други него да го наречи крал на краловите и тој да биде задоволен. Исто влагат во ова, значи во ова не во оваа категорија, во ова закана. Значи ова е закана овде. И ќе видиме во текот на аргументите кои ги носит авторот рахимахуллах дека ова е закана да не сме човекот да се нарекуваат со овие описи. Значи крал на краловите, судија на судите и владар на владарите. Значи мој човекот сам себе се наречи или па други така го нарекуваат и тој со тоа е задоволен. А вели Шейх Салих ал-Шейх хафидахуллах, ако тој е наречен од други како крал на краловите, но тој не е задоволен со тоа опишување и нарекување, тогаш не влага тој во оваа закана. Зашто тој не е задоволен и тој не го сака тоа. И ако го слушни такво нешто, го отфрлат, го негират од себе си. Тогаш тој немат никаква одговорност. Значи имат да се наречи сам себе си или па да го наречи други и да биде задоволен, тогаш влагат во оваа закана, а ако го наречи други и тој не е задоволен и го отфрлат такво нешто, тогаш тој немат никаква одговорност. Велит Шейх Салих ал-Шейх дека теохидот барат од оној кој е монотеиста, значи муахид, значи оној кој го спроведуваат теохидот, муахид, значи теохид, муахид. Од муахид, значи оној кој е монотеист, кој обожава само еден и единствен Аллах субханаху ва таала, тој теохид барат од нас да ние Аллах субханаху ва таала го увеличуваме и да не ставаме никого во онаа позиција која Аллах субханаху ва таала. Значи никого од створенијата, ни мелаче, ни пекамбер, ни добар човек, ни алим, ни ученик, ни не знам што. Значи никој не сме да биде ставен во онаа позиција која е Аллах субханаху ва таала. И затоа значи оваа позиција крал на кралоите, судија на судите, владар на владарите е позиција само која има заслужено еден и единствен Аллах Джелешану. Ако ти сега дојш и го правиш него крал на краловите, го нарекуваш, а тој во вистина не е тој што тоа ти што го пишуваш, тога значи ти му правиш
ортак на Аллах субхана ва таала. И затоа дел од теохидот е значи да не се опишуваат створенијата со својства кои му припаѓаат само на Аллах субхана ва таала. Значи да не се опишуваат створенијата со својства кои му припаѓаат само на еден единствен Аллах субхана ва таала. Вели шех Салих ал-Шейх дека овие, значи, наречувања или описоци за некои луѓе да бидат наречени судија на судите, крал на краловите, се имат појавено ова во 4-тиот век после хиџра. Значи, во 4-тиот век после хиџрет се имаат појавено овие описоци. Да луѓе се наречени, значи, судија на судите, крал на краловите и слични такви работи. Затоа вели шех Салих ал-Шейх дека некој кој истражуваат некогаш за некои работи, мојт во книгите, дури во стари книги, што збориме, значи книги 1100, 1200 години скоро кои се стари, можеш да начекаш ти вакви зборои, судија на судите, и да бидит измама за тебе ова, да мислиш, па види, тогаш во времето на Селеф овие ги употребувале, тоа значи дека е дозволено. Значи, ова треба многу пазење, зошто и затоа ова може би мудроста од авторот шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах да го донесол ова поглавие, за да ни го обврне вниманието да пазиме, значи, да не употребуваме вакви опишувања за створенијата. Велит шейх Утемин рахимахуллах дека ако ваков описок се случува со ограничување, значи велиш судија на судиите во Скопје, судија на судите во Ријад, судија на судите во Мека, значи судија на судите, и го ограничуваш со местото, тогаш ова е дозволено, вели шейх Утемин рахимахуллах. Значи, опишување за еден човек, што вистински таков е тој, ама да биде ограничено. Дали е тоа со држава, вели шейх Утемин рахимахуллах, како на пример судија на судите во кралството на Саудиска Арабија. Значи го ограничуваш во една држава, или пример во Египет, или во Шам и слично. Тогаш е, значи ако го правиме со ограничување, значи тогаш е џаиз, значи дозволено. Но сепак вели шейх Утемин рахимахуллах, и во оваа ситуација кога велиме џаиз, дека е дозволено, треба да бидиме многу внимателни кога опишуваме луѓе со вакви описи и својства. Зошто кога тој човек ќе слушни ваков описок за него, судија на судите во Египет, судија на судите во Шам, значи е многу тешко тогаш за душата, за нефсот, да човекот да се воздржуваат, односно да се контролираат. И мој да добие тој, значи, самобендисување. И тогаш, иако сгреши некогаш во неговите пресуди, кога некој ќе може си сгрешил, нема да го прифати. Зошто? Има добиено, значи, преголемо мислење за себе си свое и му влегло, значи, само бендисувањето. Значи, затоа и во оваа ситуација, кога велиме дозволено, вели шейх Утемин рахимахуллах, треба вистински, значи, да бидиме внимателни. Иако е, значи, со ограничување. Исто овде, во дел на овие зборови, вели шейх Утемин рахимахуллах, влагат и зборот шейхул Ислам. А ние колку пати спомнуваме цело време шейхул Ислам. И сега, ти како муахид, како сунни, што следи суннетот од пегамберот алейхи селату вассалам, може некој да ти рече тебе, па вие велите не е дозволено судија на судите, владар на владарите, а ние вас нонстоп ве слушаме да велите шейхул Ислам. Шейхул Ислам ибн Тејмија, шейхул Ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах и така натаму. Вели шейх Утемин рахимахуллах, ако го употребуваме овој збор шейхул Ислам, шейхот на исламот, во смисла да тој е
апсолутен шејх за целиот ислам и верата се враќат кај него, тогаш е погрешно. Не смеат. Зошто ова не е речено и за Абу Бекир и за Омера ради Аллаху анхума. Ама ако го речиме ние термот, шейхул ислам, во смисла дека тој има верата обновено, дека тој има, значи, голем труд вложено, има многу давет правено и донесено голем хајр, тогаш е дозволено. Значи, гледате како е објаснувањето на шейхул Исламин рахимуллах, што многу е важно, зашто има некој да не дојде, значи, вие ваке велите, но вие самите паѓате во таа грешка. Тогаш, значи, треба да бидеш, да имаш сватено и да му објасниш. Да, ако мислиш ти шейхул ислам дека тој е апсолутен шейх на исламот и дека целата вера се враќат кај него, тогаш ова е погрешно. Ама ако е тој, значи имат обновено верата, што значи обновено, значи теџдид или муџеддид. Значи муџеддид, значи што имат обновено верата, значи во смисла обновено ги имат вратено старото разбирање на верата на селеф. Ова е обновување. Не се може да звучи обновувањето да нешто тој ново донесол во верата. Не. Го донесол, значи, го обновил она старото. Кој било старо? На она што бил пекамберот алейхи салату вассалам и неговите асхаби. Што тоа е вистината. Но луѓето, значи, го имаат заоставено. Велит авторот рахимахуллах тука дека Ебу Хурейра ради Аллаху анху пренесуваат од пекамберот алейхи салату вассалам да има речено пекамберот: Инна ахна исмин инда Аллах раджулун тесемма маликul амлак. Ла малика илла Аллах. Ва алейкум салам. وقال سفيان مثل شاهان شاه. Ебу Хурейра ради Аллаху анху пренесуваат да пекамберот алейхи салату вассалам има речено алейкум салам, да пекамберот алейхи салату вассалам има речено: најнизок човек, односно најпонижен човек ќе биде оној човек кој се има нарекувано крал на краловите. Нема вистински крал на краловите или нема вистински поседувач на овај дуњалок и на небото и на земјата и на се што постои, освен Аллах субханаху ва таала. Вели Суфјан после овај хадис, истата слична употреба е како на перзиски јазик, шахан ша. Шахан ша. Шахан ша значи крал на краловите. Значи ова што значи овде? Од овај ефер, од ова пренесување на Суфјан ибн Ујейна рахимахуллах, учиме дека не значи само ти на арапски да речеш Меликул Амлак, крал на краловите, само на арапски да биде оваа закана. А ако ја си вела на германски, на албански, на македонски, на турски, си вела крал на краловите на други на луѓето. Не влагат во оваа закана, не влагат во оваа закана. Значи, во кој било јазик, забрането е да се рече за некого крал на краловите. Или исто да влагат цар на царовите, или султан на султаните, или судија на судиите, или владар на владарите. Значи, вели пекамберот алейхи салату вассалам: инна ахна исмин. Значи, најпонижено име или најпонижен човек, најнизок човек ќе биде на судниот ден, значи оној кој се нарекувал крал на краловите. Вели шейх Утајмин рахимахуллах дека тој со ова нарекување на себе си, со ова име, или па го нарекувал други, па тој бил задоволен со тоа, што посакувал тој да биде дури, зашто да бидеш крал на дуњалокот е најврвен степен на владењето. Значи крал да бидеш е највисок степен на владењето во дуњалокот. Тој што сакал? Тој сакал да биде над тие кралови, да биде крал на краловите. Значи посакувал тој со ова висока позиција. Сега, во Аллаховата вера, спрема овај хадис, тој ќе биде на судниот ден со спротивноста казнат од она што ја посакувал во дуњалокот. Противноста што е? Најнизок, најпонижен човек. Значи во дуњалокот тој сакал да биде највисок, најпочитуван, најугледен. Не, на судниот ден ќе бидеш најнизок, најпонижен. Значи со спротивното од она што се го посакувал тој во дуњалокот. Зошто? Посакувал за себе си нешто што не му припаѓало нему.
Зашто крал на краловите е само единствен и еден Аллах субханаху ва таала и никој други, значи, од створенијата. А воспротивно, вели Шейх Утхеймин рахимахуллах, гледаме и учиме дека најсаканите имиња кај Аллах субханаху ва таала се оние имиња кои содржуваат покорност и скромност спрема Аллах Джелешану. И затоа има речено пекамберот алейхи селату вассалам, најсакани имиња кај Аллах Джелешану се Абдуллах и Абдуррахман. Зошто значи абд? Значи на почеток абд, дали е тој се Абдуллах, во овај хадис има дојдено Абдуллах и Абдуррахман, но исто Абдуррезак, Абдуррахим, Абдуррауф и така натаму, значи абд, што содржува, значи покорност спрема Аллах субханаху ва таала. Значи кога се тие имиња со покорност, тогаш се тие најсакани ке Аллах субханаху ва таала. И вели шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, а во други ривајет, агјаду раджулин ала Аллахи јаумил қијамати ва ахбатhuhu. Овај човек, кој се нарекува крал на краловите, тој е најомразениот човек кај Аллах субханаху ва таала на судниот ден. Значи најомразен. Кој? Оној кој се има нарекувано, значи, себе си, крал на краловите, судија на судиите, владар на владарите и така натаму. Што значи, вели Шейх Утхеймин рахимахуллах, дека кога учиме дека тој е најомразен човек на судниот ден ке Аллах субханаху ва таала, што значи дека ова работа е од големите гревови. Значи од огромните големите гревови да човек да се нарекува, значи, со вакви имиња. После тоа, велит шейх Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, следното поглавие, а тоа е баб ихтираму есмаиллах ва тагйирул исм ли еджли залик. Поглавие почитување на Аллаховите имиња и изменување на имињата ако имат потреба. Значи, ако се некои имиња кои му припаѓаат само на Аллах субханаху ва таала, тогаш е дел од теухидот да човекот да го мени тоа има. Зошто исто велит шейх Салих ал-Ушейх хафизахуллах, дека оној кој е муахид, кој е монотеист, тој значи во неговото срце извират само љубов и овеличување за Аллах субханаху ва таала, и тој пази многу добро, значи, она што е во врска со Аллаховите имиња и со Аллаховите својства и со Аллаховата вера. Значи, оној кој е муахид, значи, пази во овие работи. Ако е вистински, значи, монотеист, кој вистински, значи, го спроведуваат теухидот. Вели Шейх Утхеймин рахимахуллах, дека имиња Аллахови се оние имиња, значи, кои Аллах субханаху ва таала сам себе си има наречено, значи во неговата книга, или неговиот пекамбер саллаллаху алейхи ва салам. Потоа вели Шейх Утхеймин рахимахуллах, дека Аллаховите имиња, некои од тие имиња нас ни се познати, а некои не ни се познати. Значи, створенијата не ги знаат сите Аллахови имиња. Некој ги знаеме, некој не ги знаеме. Зашто пекамберот алейхи селату вассалам кога правеше еднош дова, му велеше на Аллах субханаху ва таала: "Ес'алука Аллахуме би кулли исмин хуа лека семејте бихи нефсек." О Аллах, ти се мола ја тебе со секое едно име со кој се имаш наречено ти себе си. Ау анзелтеху фи китабик, или си го слегол во твојата книга. Ау алламтеху ахаден мин халқик, или си му го научил на некој од твоите створенија. Ау иста'тharta бихи фи илмил гајби индик, или си го задржил во твоето тајно знаење кај тебе. Значи, што значи тоа хадис? Дека имат имиња кои Аллах Джелешану ги задржал. Значи, се гајб, непознати за створенијата. Тогаш, мој да речи некој, што е тогаш со хадисот инна лиллахи тис'ан ва тис'ина исмен? Навистина Аллах Джелешану имат 99 имиња.
Фамен ахсаха дахала ал-дженна. Кој значи ги избројуват, и ќе учиме сега што значи ги избројуват, тој ќе влезе во дженнет. Ова Аллах има 99 имиња, ова не значи дека нема други имиња. Како некој да рече, јас имам 1000 денари. Тоа не значи дека ќе има само 1000. Тој кажува значи за тие 1000, ама не значи дека само нив ги има. Може да имате други уште 5000, може да имате уште 10. Истото значи тоа значење. Мен ахсаха, кој ги избројуваат, влагат во дженнет. Што значи ги избројуваат? Вели Шейх Утхемин рахимахуллах, прва работа да ги знаат, да ги изговарат. Значи изговаравањето на тие имиња. После тоа да тој со тие имиња му се приближуваат на Аллах субханаху ва таала. Значи со тие имиња да му се приближуваат на Аллах субханаху ва таала. Што значи тоа да му се приближува на Аллах джелешану? Вели Шейх Утхемин рахимахуллах, значи во неговите потреби, во неговите дови, во неговите барања кога ги упатуваат кон Аллах субханаху ва таала, да ги употребуваат овие имиња. Како? Кога барат опрост, му вели на Аллах джелешану ја гафур, о ти кој простит. И вели Шейх Утхемин рахимахуллах, кога бараш опрост, не велиш на Аллах джелешану ја шедидел иқаб, о ти кој оштро казнуваат или жестоко казнуваат. Значи кога бараш опрост, велиш ја гафур, ја рахим, смилувај ми се. Не велиш значи шедидул иқаб, оној кој жестоко казнуваат. И велиш Шейх Утхемин рахимахуллах, ако некој вака прави, значи о ти кој жестоко казнуваш, опрости ми, ова е една вид на исмеување со верата. И ова работа е опасна. Значи ова е еден вид на исмеување со верата. Значи спрема, значи ја разак, значи о снабдувач, дај ми риск. Значи спрема потребите, тоа му го бара, значи тоа му го бараш исто со тоа име на Аллах джелешану твоите потреби. Од втор аспект, вели Шейх Утхемин рахимахуллах, што значи кој ги избројуваат нив влагат во дженнет, вели значи што значи тоа? Значи прва работа значи да ги знаеш тие имиња и да ги изговараш. После значи спрема потребите така и да го потребуваш тие имиња. И исто вели Шейх Утхемин рахимахуллах да работиш спрема тоа што се барат од тие имиња. Како е ова? Што значи? Кога ти знаеш дека Аллах джелешану е ел алим, се знаен, тогаш ти направиш работи горе-долу што се во спротивност со тоа име. Зошто тоа име, ефектот кај тебе од тоа име да ти се плашиш тогаш од Аллах джелешану. Зошто знаеш дека тој се знае. Ти што правиш, што кажуваш и знае она што не го кажуваш дури. Што го чуваш тајно и скришно во твоите гради. Значи, и вели Шейх Салих ал-Шейх дека ова е целта кога после учиш ти. Иншалла ќе учиме после Китабут Таухид можат книга што во врска со есма ва сифат, значи специфично за таа тема, Шейх Салих ал-Шейх вели кога ќе научиш ти правилата на есма ва сифат, после целта од тие правила што е да излезеш овде, за ти спрема тие имиња така да работиш. Кога знаеш дека Аллах джелешану е Рахим и Рахман, се милостив и милостив, што значи дека ти правиш дела за кој се причина да Аллах джелешану тебе ти се смилуваат. Значи, ова е ефектот после делувањето на тоа име и на тоа својство. Не е само да го научиш ти, овие се 99 имиња, од еден до крај ја ги научив сега, не. И кај се ти од овие имиња, све спротивно работиш. И вели Шейх Утхемин рахимахуллах дека тоа е причина од причиното да човекот да лезе во дженнет, а не е ова цената за дженнет. Значи научувањето, како имаме и други хадиси и други работи кои човекот ако ги направи тие работи, ќе влезе во дженнет, значи имат обетување за влагање во дженнет поради тие дела или тие зборови, но сите тие подразбирувањето на тоа е да тоа е причина себеп, а не е тоа цената на дженнетот. Има разлика. Дали е тоа цената на дженнетот или себеп. Цената на дженнетот не се исплатува со делата што ги правиме. И затоа вели Шейх Утхемин рахимахуллах,
Не сме човекот да се измамнуваат од себе си свој, да рече ја има толку и толку работено, ја има толку и толку Рамазан држано, ја има толку и толку хаџе направено, ја има толку и толку зечати садаки дано. Значи не смеат да се измамнуваат од себе си и од своите дела кои ги правите. Зошто? Кога му рекол на пекамберот, кога рече пекамберот алейхи селату ва селам, никој не влагат во џеннет со неговите дела. Што значи тоа никој не влагат во џеннет? Значи делата него не може да бидат откуп за џеннетот, цената на џеннет. Тогаш му рекол сахаба редвануллахи алейхим калу ва анта вала анта ја расулаллах, и ти исто не о Аллахов пекамбер? Тогаш рече пекамберот алейхи селату ва селам, вала ана, и јас исто не. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Освен да Аллах џелешану мене ми се смилуваат со неговата милост. Значи когаш пекамберот алейхи селату селам, најдобриот човек што живеел во дуњалокот и најдобар и најизбраниот во редовите на пекамберите Аллахови, тој нема да влезе во џеннет со неговите дела, но со Аллаховата рахмет, тогаш што е со мене и со тебе и со нас. Значи затоа не сме човекот да се измамит од своите дела кои ги учинувал. Туку делата кога човекот ги учинуваат, добрите дела зборам, значи тоа го права него уште поскромен спрема Аллах џелешану. И уште покорен. И тој уште заблагодарен на Аллах субханаху ва таала. Зашто тоа добро дело што си го правил ти, тоа е благодат кој тебе ти го овозможил Аллах џелешану. Ибн Каим рахимахуллах што вели, за секое добро дело треба да му се заблагодаруваш пак на Аллах џелешану. И за тоа што ти овозможил да му се заблагодариш, пак уште и тоа значи нема крај никогаш. Значи за благодарноста за добрите дела. Потоа вели Шейх Утхемин рахимахуллах, имат имиња кои се специфични само за Аллах субханаху ва таала. Кој никој не сме други да се нарекуваат со тие имиња, како Аллах, како Ер-Рахман, како Раббил Алемин и слични. Со овие имиња, значи, не сме никој да се нарекуваат освен еден и единствен Аллах џелешану, и ако се случи да некој бил наречен со вакви имиња, тогаш требите, значи од теухидот е да го смени тоа име. А имат имиња кои се и за Аллах џелешану, но исто и луѓето се нарекуваат со тие имиња. Но имињата на луѓето не содржуваат својства. Тој може да биде наречен, како овде што вели Шейх Утхемин рахимахуллах, Ер-Рахим, ама тој да нема милост човекот. Може да биде наречен Ел-Алим, знаен, ама тој да нема знаење, биде џахил. Пример исто името Мухаммед. Што значи Мухаммед? Значи фален, пофалуван. Но тој да не биде Мухаммед тој човек. Името Абдулла, да имат Абдулла, ама тој не е Абдулла. Тој е неверник спрема Аллах џелешану. Значи тоа е само име, знак, означување, да значи Филанов ова означување, ова име го имата. Ама немат својството тоа име. А ка Аллах џелешану имињата содржуваат и својства. Не се само имиња кои за означување делу, значи имаат улога. Туку има, значи, и својства. Како Рахим, како Семиъ, Ел-Алим, овие се, значи, исто, вели Шейх Утхемин рахимахуллах, дозволени и за створенијата. И за створенијата. Вели Шейх Утхемин рахимахуллах, освен во овие имиња, како Ер-Рахим, Ес-Семиъ, Ел-Басир, ако забележиме да некој исто има цел и својството на тоа име, тогаш е забрането да се нарекува со тоа име. Значи, ако некој кој се нарекува со ова име, наменуваат исто и својството на тоа име, не само ознакот на името, туку и својството, она што содржуваат името, тогаш е забрането. И тоа учиме исто тоа е хадис, кога Ебу Шурейх, а неговото, значи, над именок беше Кана юкенна Абул Хакам. Абул Хакем, значи,
го нарекува луѓето во своето место. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, кога слушна пекамберот алейхи салату васелам, значи тој дојде значи со една делегација кај пекамберот алейхи салату васелам, и пекамберот алейхи салату васелам го праша него како ти е куња, над именок. Тогаш рече Ебул Хакем. Тогаш пекамберот алейхи салату васелам му рече Инна Аллаха хуал хакем. Навистина Аллах е судителот, ва илейхи хукум, и кај него се враќат пресудата. Тогаш му рече Ебу Шурейх, факал инна кауми идha ихтелефу фи шејин атуни. Кога мојот народ има некој недоразбирање, тогаш ти идат кај мене. Фахакамту бейнахум. И јас судам меѓу нив, пресудувам меѓу нив. Фарадија кила алфариқейн, така што двете страни се задоволни со она што го пресудувам. Факала небију салаллаху алейхи ва саллам, ма ахсана хада. Колку е убаво ова. Колку е убаво ова, не се враќа назад во твојата куња што имаш, Абул Хакем. Туку колку е убаво ова што ти ги смируваш оние кои се имаат искарано. Ова е, значи, ма ахсана хада, значи колку е убаво ова да помируваш меѓу луѓето. Ова е убаво, ама во врска со Абул Хакем не смеш. Тогаш му рече пекамберот алейхи салату васелам, фама леке минел валад, дали имаш деца? Тогаш рече култу наам, да имам, Шурейх, Муслим, Абдуллах. 3 деца ги има. Тогаш му рече пекамберот алейхи салату васелам, кој ти е фамен акбарухум, кој ти е најголемо дете? Тогаш рече тој Шурейх. Тогаш му рече пекамберот алейхи салату васелам, фа анта Абу Шурейх. Анта Абу Шурейх. Значи ти ќе бидеш од денеска Ебу Шурейх, а нема да бидеш, значи, Ебул Хакем. Зошто не може да бидеш Ебул Хакем? Поради што кај тебе не е само името како ознак, туку исто е и својството, значи. Што ти више работиш спрема таја работа и луѓето затоа ти има наречено. И затоа вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, дека поради што од имињата Аллахови е Ел Хакем, што учиме, значи, од овај хадис овде, инна Аллаха хуа ел хакем. Да висне Аллах ел хакем. Тогаш, значи, ова иде, тако речиме, ние за него Ебул Хакем, тогаш иде това, значи, како татко на Аллах Джелешану. И ова има, значи, многу лошо негативно значење. Иако можат другиот не го намеруваат тоа нешто. И плюс, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, втора причина е што кај него, значи, више не е ознак само тоа име, туку исто е и својството од тоа име цел. И затоа, значи, ова му го забрани пекамберот алейхи салату васелам, а во друга страна имало кај сахаба, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, кои имале име Ел Хакем. Значи, постоело во редовите на асхабите од пекамберот алейхи салату васелам, кои имале име Ел Хакем. Ама кај нив било само името, како означување, да се знаете дека тој филан се викат Ел Хакем, ама немала цел својството од тоа име. А кај него беше и својството. И плюс Ебул Хакем, не само Ел Хакем, туку Ебул Хакем. И затоа, значи, му го забрани тогаш пекамберот алейхи салату васелам, но од мудроста од пекамберот, и тоа е многу важно во даветот, кога ти некому ќе му ја затвориш некоја врата, што е харам, да му отвориш нему од другата страна на врата која е халал. Аха, овде пекамберот алейхи салату васелам му го забрани на него да се нарекуваат Ебул Хакем. Значи, куња над именок да употребуваат Ебул Хакем. Но одма му отвори врата друга, значи да тој пак да се нарекува со тој над именок, но со други, спрема децата свој кои си ги има дома. Значи, ова е исто многу важно во давето. Значи, кога му затвораме на некому некоја врата која вистински е врата на харам, тогаш од другата страна ти му отвораш нему врата која е врата на халал. И вели Шейх Утхајмин рахимахуллах дека над именок, значи ел куња, се употребуваат поради 4 причини. Може да биде за пофалување,
може да биде значи за пофалување, како во овај хадис. Значи зошто ги има луѓето, народот негов наречено Ебул Хакем? Зошто? Поради што тој ја значи помируваше меѓу нив. Значи тоа беше како пофалница за него. Или па за критика, односно за укоравање. Втора причина значи за укоравање, за критика. Како Ебу Џахал. Ебу Џахал. Значи татко на незнајкото. Или па се нарекуваат куњата над именок, се земат во, значи, кај арапите и во исламот исто, поради работата која работи човекот. Или нешто што тој се занимава со тоа или се дружи. Како, например, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, Ебу Хурейра. Зошто Ебу Хурейра? Зошто тој имаше, значи, мачки. Имаше дома мачки, се грижеше за мачки и затоа, значи, беше наречен Ебу Хурейра. Или може да биде куња само за означување. Значи, не ни за пофалување, ни за укоравање, ни за нешто се занимават, туку како означување за некој човек. Тој дел е, во тој дел спаѓа, вели Шейх Утхајмин рахимуллах, Ебу Бекр. Ебу Бекр. Не дека Ебу Бекр имал некој син негов, па Бекр се викал, па тој е наречен Ебу Бекр, или слично така нешто, туку, значи, тоа било за него како означување. Како означување. Потоа, следното поглавие, велит авторот рахимахуллах, баб мен хезела би шејин фихи зикруллах, ау ил Коран, ау ил Расул. Поглавие, кој се шегува со нешто, во што е името Аллахово, или Куранот, или пекамберот. Значи, верата, верувањето, иманот, барат од нас и од човекот да тој во тоа што веруват да го увеличуваат, да го респектират, да го почитуваат, а не да се шегуваат и да се исмејуваат. Значи, разбирате, значи, ти ако веруваш во нешто, кога го веруваш во нешто, ти тоа го респектираш, го сакаш, му се восхитуваш, а не ти да се шегуваш, да се исмеуваш и слично. Тука велит Шейх Утхајмин рахимахуллах, шегувањето може да биде, значи, со шеријатските аргументи или со универзалните аргументи. Со шеријатските аргументи вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, например, да се шегува тој со намазот, со постот, со зекјатот, со хаџот и така натаму. Значи, ова е со Куранот, со пекамберот, со Аллах субханаху ва таала, ова, значи, е строго забрането и е работа кој го отфарла човекот од верата. Исто шегување и исмејување со универзалните аргументи. Како, например, да речите, да има појавувањето на топли денови во зимата е глупост. Има на велит зима да биде топло малце, ова е глупост. Или па на лете да застуди неколку дена е глупост. Ова е неверство. Овие зборови, значи, содржуваат неверство. Кој го исфарла човекот, значи, го исфарлат, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, од верата. Зошто? Зошто Аллаховите дела базираат на совршена мудрост. Значи, зошто тие се дела Аллахови, да имат и зиме топло, и налете да имат студ, или да имат врнежи, да имат грмежи, да имат град, да имат ова, да имат она, тоа се Аллахови дела. Делата Аллахови базираат увек на, значи, совршена мудрост. Така што, значи, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, тој тогаш со тоа, со тие зборови, се исмеуваат со Аллаховата мудрост. Се исмеуваат со Аллаховата мудрост. Значи, од теохидот, ако ние вистински, значи, ги имаме сватено теохидот и вистински го практикуваме во нашата секојдневие, тогаш, значи, ќе пазиме многу добро што зборови употребуваме.
што зборови употребуваме за Аллах Джелешану, за пекамберот, за Куранот, општо за верата. Значи тогаш е верникот многу повеќе попазлив со неговата уста. Си заприметил ти пример, кога ти почнуваш малце да го разбираш теохидот и вредноста на теохидот и опасноста на ширкот, опасноста на новотаријата, ти си многу попазлив, ќе седни со тебе некој тотално што е изгубен. Тој не пази никаков збор. Што му иде низ глава го ваѓат надвор. И тогаш ти заприметуваш, значи, убајната на опатството. Значи, ова го забележуваме кога некој, значи, пред тебе застануваат, што вистински нема никаква врска со знаење, со верата и со практикување. Тој, значи, не пази што зборови употребуваат и какви зборови употребуваат. И тогаш, значи, гледаш ти со своите очи, значи, убавината на опатството да пазиш, значи да пазиш ти кога збориш за Аллах Джелешану. Што збориш? Кога збориш за пекамберот алейхи селату сам, исто да пазиш што збориш. Кога збориш за верата, да пазиш што збориш. Тоа е дел од теохидот. Да ти да бидеш пазлив со јазикот твој. Зошто пекамберот алейхи селату сам што има речено, највише што човекот ќе го стави во џехенем е неговиот јазик и неговиот орган. Значи неговиот јазик. И вели Шейх Утхајмин рахимахуллах во 40 хадиси на Хафиз ан-Навави рахимахуллах, не знам значи дел од телото што можат повеќе дела правит во текот на денот освен јазикот. Значи затоа треба многу пазење, нарочито во врска со овие работи. Овде спомнуваат авторот рахимахуллах една случка кој се има случено, значи, во битката на Табук, кој била, значи, битка во 9-та година во месец Реджеп после хиџретот, значи 9-та година после хиџра во месец Реджеп, кога пекамберот алейхи селату слам слушна дека римјаните сакаат да го нападнат во Медина, тогаш се одлучи пекамберот алейхи селату слам да ојде во Шам. Значи Табук е више во вратите на Шам. Значи денеска се рачуни во Јорданија. А гледано географиски, Јорданија е дел од Шам. Значи пекамберот алейхи селату слам замина со војска 30.000 за Шам. Но во текот на патот, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, во текот на одењето кон Шам, што беше одење, значи скоро месец време, еден правец, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, пола од војската се вратија назад. Зошти? Во нивните редови беше мунафикот Абдулла ибн Убеј и тој, значи, стави фитне меѓу муслиманите и меѓу оние кои беа слаби и меѓу оние кои беа мунафици и така пола од војската се вратија. Но пекамберот алейхи селату слам продолжи. Во текот на патувањето кон Шам, велит се пренесува, значи, од Кааб, Зейд ибн Еслем wa Qatада, дека некои луѓе во текот на патувањето некои луѓе рекоа: "Ма раейна мисла qurra'ina haula." Не сме виделе како оние рецитаторине наши. Значи рецитатори на Куранот. Значи не сме виделе ние како оние читачите на Куранот. И Шейх Фаузан хафизахуллах вели, значи во времето на Селеф, кога се употребувало зборот Курра, значи читачи на Куранот, рецитатори, значи истовремено значило тоа, значи алими. Значи тие што биле читачи на Куранот во тоа време биле алими. Значи не сме виделе како овие нашиве алимиве. Ама ова го рекле тие, значи, со иронија, не со озбилност, туку на начин, ироничен начин. Што велат? Не сме виделе како нив зошти аргабу бутунан. Поголеми лапачи не сме виделе. Значи, ова го велат тие за пекамберот алейхи селату слам и за сахаба. Значи, не сме виделе поголеми лапачи, значи поголеми јадачи. Wa akdhabul alsuna и поголеми лажговци.
Wala ajbana inda al-liqa. И поголеми кукавици кога иде средба со непријателот. Значи види со кои зборови овие мунафици го опишуваат пекамберот алейхи салат во неговите асхаби, дека се кукавици, дека се лажговци и дека мислат само на јадење, на леп. Еден од асхабите, ради Аллаху анху, кој беше Ауф ибн Малик. Ауф ибн Малик, кога ги слушна овие зборови, тешки зборови, му рече на него, кезепт, ти лажиш со овие зборови. Валакиннека мунафик, но ти си мунафик. Јас за ова ке го известам пекамберот алейхи салату вассалам. Велит Ауф ибн Малик ради Аллаху анху, кога дојдов ја ке пекамберот алейхи салату вассалам, веќе ме премина Куранот, објавата. Имаше дојдена објава на пекамберот алейхи салату вассалам, кој го известуваше пекамберот алейхи салату вассалам она што се случило, значи во текот на патот од страна на тие мунафици и на тие слаби во верата што биле. Тогаш велит Аллах субхана ва таала, значи без да му каже Ауф ибн Малик, и овде исто ова од знаците на објавата. Види Аллах джелешану што објавуваат. Ла ин саелтахум, ако ти Мухамед ги прашаш нив, зошто го правевте ова? Ла јекулунна, ке кажат ти навистина, иннема кунна нехуду ва нелаб. Ние навистина, значи, се шегувавме и се изигрававме. Кога дојде мунафикот после, како велит Ауф ибн Малик, го видов, беше за самарот, таке речено фатен од камилата на пекамберот алейхи салату вассалам, му велеше, ја Расулаллах, ние се шегувавме и се изигрававме, односно се забавувавме да ни помини патот. Значи, тој не знаеше што му објавил Аллах джелешану на пекамберот алейхи салату вассалам. Ама тој тогаш, значи, бараше да излезе од таа значи грешка и бараше да се извинуваат. Што велеше точно она, значи, што му објави пред тоа Аллах джелешану на пекамберот салаллаху алейхи васелам. Значи, ние навистина само се шегувавме и се забавувавме, значи за да ни помини патот. Тогаш што му велеше нему пекамберот алейхи салату васелам, како одговор, ништо друго појчи. Абиллахи ва ајатихи ва расулихи кунтум тестехзиун, ла та'тадиру кад кафартум ба'да иманикум. Значи, а вие со Аллах, со неговите знаци, со неговите ајети, со неговиот пекамбер се изигрававте, се исмеувате, немој да се извинувате, имате направено неверство после вашиот иман. Што ли Шейх Утхајмин рахимахуллах, кад кафартум ба'да иманикум, значи имате направено неверство после вашиот иман, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, почетокот беше на овие луѓе што не беа чисти мунафици, но беа слаби верници. Поради слабоста во верата која има и знаењето, падна во овие сплетки, стана неверници. Што значи, од што учиме од оваа случка, слабото знаење за верата може да биде причина да човекот да излезе од верата. Зашто тој е слаб. И поради тие слабости кои ги имат, може да бидат причина да него да биде, значи, некој ден, поради некои зборови кои ги употребуваат, поради некои постапки што ги правит, да биде, значи, исфрлен од верата. Тој цело време, значи мунафикот и другите што беа со него, одеа зад пекамберот алейхи салату васелам и покушуваа, значи, да се излечат од таа незгода, но пекамберот алейхи салату васелам не му вртеше глава. И му велеше, абиллахи ва ајатихи ва расулихи кунтум тестехзиун, а вие ли со Аллах се исмејувале, со неговите ајети, со неговиот пекамбер, значи, како можело тоа да биде, значи, како може, значи, да се спојат, да се поврзит иманот, теухидот и исмејувањето со верата. Значи, немојте. Не се спојуваат, не се поврзуваат. Затоа, значи, треба многу пазење од овие работи, зошто може да бидат причина, значи, да човекот да биде исфрлен од верата. Исто вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, значи, овде пекамберот алейхи салату вассалам
беше оштар со тој човек и не му вртеше глава. Што значи, а во вистина вели Шейх Утхаимин рахмелла, базата е кога иде некој да се оправдат. Тогаш треба да бидеш со него милостив. Ама во оваа ситуација кога се знаеше какво стан имаат овие луѓе, пегамберот алейхи салату веселам не беше со ним, значи, мек, туку беше оштар. Затоа, значи, не е само во верата или во менхеджот или во даветот само мекост. Или не е само оштрост, туку спрема ситуацијата. Овде гледаме, значи, пегамберот алейхи салату веселам не му вртеше глава, не му обврнуваше внимание. Иако велит Ауф ибн Малик ради Аллаху анху, дури камчината од камилата што одеше кој камила на брзо ко фрлат камчина, го гаджа, а не го понодза. И сакаше, значи, да се оправдат ке пегамберот алейхи салату веселам, но пегамберот алейхи салату веселам не му прифачаше. И затоа треба, значи, многу пазење исто да не спадниме во оваа закана. Се можеби ти не се исмеуваш, не се шегуваш со верата, но си сведок за тоа шегување и исмеување и не велиш ништо, тогаш можеш да бидеш дел, значи, од оваа закана. Значи, ако најмалце, ако не можеш или не си во стање, не си во можност да ги негираш тие работи, најмала работа е да станеш и да го напуштиш тоа место. Значи, ова најмало е. Да станеш, да го напуштиш и да си ош. Баракаллаху фикум. Така што сме и тука при крај на ова поглавие. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.